Дали дадената исказна формула алфа е тавтологија? Најпрво да се подсетиме што значи тавтологија. Тавтологија или логички точна исказна формула е логичка формула која што за било кои вредности на променливите од кои што зависи е точна. Значи, логичка формула која што секогаш е точна. Обратното од тавтологија е контрадикција. Контрадикција е исказна формула која што за ниту една вредност на променливите не е точна. Има повеќе начини за да докажеме дали дадена формула е тавтологија. Со метод на таблици, со метод на еквивалентни трансформации и со метод на противречност. Во оваа задача ние ќе го искористиме методот на противречност. Од што се состои методот на противречност? Предпоставуваме дека дадената исказна формула не е тавтологија, односно дека постојат вредности за променливите за кои што таа е неточна. Тоа го предпоставуваме и добиваме некаква контрадикција, односно дека тоа не е возможно да се случи. Овде малце ќе ставам уште една заграза појасен запис, ова ќе го означам со бета. Ајде да видиме што имаме. Значи алфа сега преминува во бета, повлекува б. Рековме, предпоставуваме дека алфа не е тавтологија. Тоа е метод на контрадикција или противречност. Нека алфа не е тавтологија. Тогаш, што значи ова? Тогаш, постојат вредности за P и Q за кои што тау од алфа, што е еднакво на тау од бета повлекува P е неточно. Од ова тука следи, веќе оваа импликација е неточна, следува, значи тука се извинувам, имаме тау од бета повлекува P е неточно, од тоа следи тау од бета е точно и тау од P е неточно. Повторуваме уште еднаш, ова направиме многу пати, импликацијата е неточна само во еден случај кога имаме P повлекува P. Во овој случај импликацијата е неточна. Од тау од P е неточно, заменувајќи сега во бета, значи сега од тау од P е неточно, ако за ова, за P во бета замена, значи во оваа формула наместо P, ајде прво ќе ја препишам, замена неточно за P, што се добива? Нете повлекува Q, повлекува нете, и тау од неточно повлекува било што друго е точно, значи нете повлекува било што друго е. Те повлекува нете. Те повлекува нета, односно истинитоската вредност на те повлекува нете е нете. Значи, со замена на тау од P нете во бета добив дека тау од бета е неточно. Значи, ако тау од P е неточно, тогаш мора тау од бета да биде неточно, што е во контрадикција со тау од бета е точно. Значи, не е возможно истовремено P да биде неточно и бета да биде точно. Од што следи алфа е тавтологија. Уште еднаш за методот.
тргнуваме од тоа дека алфа не е тавтологија. Ако алфа не е тавтологија, тогаш мора тау од бета да биде точно и таа од П да е неточно. Но, понатака добив контрадикција. Не е возможно тау од бета да биде точно и истовремено тау од П да биде неточно. Ако тау од П е неточно, тоа тау од бета е исто така неточно. Не може да биде точно. Поради добиената контрадикција може да се каже дека алфа е тавтологија. И во оваа задача имаме дадена формула алфа, треба да покажеме дека е тавтологија. И во оваа задача ќе го искористиме методот на контрадикција и методот на противречност. Како што објаснавме на минатото видео, претпоставуваме нека алфа не е тавтологија. Односно нека постои времето за П и Q така што таа од алфа ќе биде неточно. Тогаш ова би било неточно, значи тау од алфа е нете, ајде, ајде тука ќе запишам тау од П повлекува Q е Т и тау од не П или Q нете, или тау од П повлекува Q нете и тау не П или Q е Т. Значи возможни се овие два случаи. Прв случај, за подобра да ќе препишам тука, тау од П повлекува Q да е Т и тау од не П или Q да е Т, че ова е едниот случај, или вториот случај е тау од П повлекува Q да е не Т и тау од не П или Q да е Т. Треба и во двата случаи да добијам контрадикција. Случај е од тау од не П или Q е нете, значи тоа треба да важи, треба да добијам контрадикција во овој случај. Тау од не П или Q е нете, повлекува што? Кога дисјункцијата е неточна, кога и ова би било неточно и ова е неточно. Значи само во случај нете или нете, ова е неточно. Во останатите случаи е точно. Од ова следи тау од не П е неточно и истовремено тау од Q е неточно или тау што не П е неточно, тау од П би било точно и тау од Q е неточно. Но тогаш ако заменам за тау од П точно и тау од Q неточно, во овој дел тука, ајде да видиме што се добива. Тау од П повлекува Q, тау од П повлекува Q би било тау од П точно, Q е неточно, е неточно. А тука викам тау од П повлекува Q е точно. Ова е контрадикција со ова, зато може да напишеме што е контрадикција. Го испитавме само првиот случај, односно, го испитавме само првиот случај, односно покажавме дека тау од П повлекува Q да биде точно и тау од не П или Q да биде неточно е невозможно истовремено да важи и ова и ова. За да покажам дека алфа е тавтологија, мора да покажам и дека и во вториот случај имам некаква контрадикција, односно дека ова да биде неточно и ова да биде точно е невозможно да се случи истовремено. Ќе го дам да го разгледам случај 2. Значи, ако не го покажам дека тука нема некаква контрадикција во овој случај, алфа има вредност нете. Но ќе покажам дека и во овој случај имаме некаква контрадикција. Случај 2. Ајде да видиме.
Имаме тука импликација која што е неточна. Па затоа ќе го земам ова. Од тавот P повлекува ку енете следи кога импликацијата, повеќе пати кажавме во овие вежби, е неточна. Кога левата страна е точна, а десната не е точна. Само во тој случај. Следи тавот P е T и тавот Q е неточна. Но, ајде да видиме што имаме. Но тогаш, ако за тавот P ставам T и за тавот Q ставам не T, во овај дел тука да видиме што се добра. Тау од не P или Q е еднакво на што? Тау, бидејќи P е точно не P или не точно, или бидејќи и за Q ставам не T, дистинктосната вредност на T или на не T или не T е не T, што е во контрадикција со тавот не P или Q еднакво на T. И во овај случај добив контрадикција, значи невозможно е и да се случи и овај случај. Бидејќи овие два случаи се двата возможни случаи кога алфа не би била тавтологија, кога алфа би примала неточна вредност за дадени вредности за P и Q, и бидејќи во двата случаи добив контрадикција, може да кажеме дека од контрадикциите во двата случаи, дека сите случаи се испитани и дека следи алфа е тавтологија. Уште еднаш, мора да добиете контрадикција во сите случаи.